Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Поради изобилните врнежи од дожд изминативе денови постои опасноста од излевање на реки, како и на делови од каналската мрежа за наводнување и одводнување. Исто така постои можности за појава на одрони и свлечишта, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи. Согласно расположивите податоци од хидролошките станици низ земјава, значително е висок водостојот во горниот дел на сливот на реката Вардар, а во Гостиварскиот и Полошкиот регион значително висок водостој имаат реките Сатеска и реката Радика заедно со нивните притоки. Висок водостој има и реката Треска, вклучително и помалите реки и притоките од нејзиниот слив. На исток од Македонија зголемен водостој се бележи на реката Струмица и во горниот дел на сливот на реката Брегалница, се додава во соопштението, каде што исто така има можности за појава на одрони и свлечиста, предупредува Управата. Православните христијани го одбележуваат Божи крајањето на Синот Божи. Во сите православни храмови вчера утрото се одржа и Златоуста литургија. Живееме во свет на неправди, но да не дозволиме тоа да стане прифатливо, порача архиепископот Стефан. Христос се роди! Вистина се роди! Христос се роди! Вистина се роди! Христовото раѓање, еден од најголемите празници во православието, денеска ги приплави храмовите со верници. На Божикната литургија присуствуваа стотици верници. Таква беше сликата и во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Оние кои се придржувале до Божикниот пост се причестуваа, други запалија свеќа и се помолија за здравје. Живееме во свет на неправди, но да не дозволиме тоа да стане прифатливо. Испрати порака и поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан во Божикното послание. Живееме во свет во кој што има неправди и беззаконие, каде што не само што не се почитуваат Христовите заповеди, туку и владеат норми најдиректно спротивни на нив. Но да не дозволиме тоа да ни стане прифатливо и вообичаено. Да не се сообразуваме со овој свет, туку нашиот живот во светот да го сообразиме со Христовите заповеди. Дечиња од најмала возраст и оние повозрастните си посакаат здравје, мир и среќа. Божик ќе го поминат, велат, онака како што доликува, со семејството и најблиските. Христос се роди. Навистина се роди. Како ќе си го прославите вие денеска Божик? Добро и убаво. Што ќе правите дома со семејството? Ќе одите кај баби, кај дедо? Ќе одиме кај баби и дедо. Да. Во црква ќе одиме и после дома со семејството. И кои се вашите пораки, желби за Божик? На сите им посакувам здравје и среќа, а друго кој како сака. Навистина се роди. Денеска го празнуваме Божик, како ќе си поминете вие за Божик денеска? Ние убаво ќе си поминеме, ќе одиме кај баба ми, кај дедо ми, ќе одиме на прошетка, кај чичкони, кај нас на гости и така. А денеска бевте тука во црква, си запаливте свеќа? Да, брат ми запали за мене. Па свечано во кругот на семејството, еве со радост, со убави моменти, да си пожелиме многу благосостојба семејна и многу радосни моменти. Најпрво здравје, потоа се друго. Највеличествениот ден, многу среќно, весело, со мисла за здравје, среќа за децата, за најблиските и за цел македонски народ. Пораки за здравје, мир и стабилност во државата во време на многу предизвици испрати и претседателката на Македонија, премиерот и лидерот на СДСМ. Денеска се подсетуваме на Богочовекот, на Исус Христос, кој што не е само денеска меѓу нас, туку е постојано меѓу нас, за да не подсети за тоа дека неговиот пат е нашиот вистински пат. Гледате колку народ одеднаш се обединува, гледате каква позитивна енергија и мисла има. Христос се роди, вистина се роди, а на сите граѓани да им посакам пред се здравје и среќа и мир во домот. Тоа е она кое што ни е потребно и тоа е она кое што
мислам дека е важно во годината која што следи. Мир Божи, Христос се роди. Посакувам мирни празници, посакувам весели празници на сите верници кои денес овој празник го празнуваат. Ова е традиционален повод да се собере семејството, да се соберат најблиските, да се покаже почит, да се покаже грижа. Посакувам денот да помине мирно, а мирот во овие турбулентни времиња ни е и тоа како потребен. Кај да си пред Божик и за Божик дома да си. За некој домот е каде се најблиските, за некој родното место. Па денеска сите заедно го слават Христовото раѓање. Денеска заврши 40-дневниот Божикен пост, па на трпезата се служи мрсна храна во кругот на семејството, пријателите и блиските. Тамара Тичевска, Сител телевизија. Премиерот Мицковски ја повика опозицијата да изграда цврст национален став во однос на јазикот и идентитетот, откако стана јасно дека Софија сака целосно редефинирање на македонскиот идентитет. Според премиерот, иако претходната власт прифати решение кое комплетно го блокира членството на државата во Европската унија, сега е време да се изградат заеднички позиции. Реториката меѓу Скопје и Софија се заостри откако Мицковски обзнани дека Бугарија го одбила и акцијскиот план за малцински права, кој е дел од разговорите со Брисел, само затоа што бил напишан на македонски јазик. Комплетно редефинирање на македонскиот идентитет е она што според премиерот Мицковски вистински го бара официјална Софија, а доказ за тоа е и последната реакција во која наместо македонски јазик се користи терминот достапен јазик во Македонија. Токму затоа во духот на Божик тој ја повика опозицијата да се изгради цврст национален став по ова прашање и покрај тоа што претходната власт прифатила решение кое комплетно го блокира членството на државата во Европската унија. Само ги потврдуваат оние тези кои што ги имавме од првиот момент, дека не е бугари во устав единственото барање, туку комплетно редефинирање на македонскиот идентитет. Но ова се денови кога треба да простуваме, да се обединуваме, да се сплотуваме и како народ и како нација, и мислам дека конечно како народ ќе сватиме, без разлика дали сме во власта или во опозицијата, дека за некои прашања едноставно треба да бидеме заедно. Жалам што се случи претходната влада да на еден таков начин влезе во оваа авантура и го заглави евроинтегративниот процес на државата. Жалам што ја прифати капитулацијата, односно ултиматумот тогаш од страна на нашиот источен сосед, наместо да не послуша и тогаш, но еве повторно апелирам до опозицијата, подадена е раката, исправена е раката, да ги напуштат оние нивни тези кои што ги слушаме во јавноста и да застанат конечно во одбрана на македонските национални интереси. Ова Реториката меѓу Скопје и Софија се заостри откако Мицковски обзнани дека Бугарија го одбила и акцијскиот план за малцински права, кој е дел од разговорите со Брисел, само затоа што бил напишан на македонски јазик. Но ова бугарското Министерство за надворешни работи излезе со реакција дека документот не е дел од спорот меѓу Македонија и Бугарија и дека не е важен јазикот на кој е напишан. Сепак во таа реакција, бугарските власти наместо терминот македонски го користеа изразот достапен јазик за граѓаните на Северна Македонија. Македонското МНР ваквата реакција ја оцени како неаргументирана и спротивна на европските вредности. Потоа обвинување на оваа тема се разменија и политичките партии. Од СДСМ велат дека власта намерно ги кочи евроинтеграциите, повторно отворејќи го прашањето за македонскиот јазик, кое според нив веќе било решено. Од ВМРО ДПМН пак возвратија дека среќа е што опозицијата не е власт, бидејќи како што велат, македонците ќе влезеле во ЕУ како бугарско малцинство. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Клучна врата за маркетите кои не го почитуваат законот за нефер трговски практики. Најавува премиерот Мицковски. Тој вели дека преку законски измени ќе се воведат многу поголеми казни за сите ланци на супермаркети кои што го изигруваат законот за нефер трговски практики. За дел од нив веќе има и докази и им се заканува затворање. Клучна врата за маркетите кои не го почитуваат законот за нефер трговски практики. Виновни за високите цени, според премиерот, се дел од ланците кои ги билдаат цените, иако во светот веќе трет месец поред храната поевтинува. Докази за кршење на законот вели дека има. Затоа најави засилени контроли на пазарна и антимонополска.
ќе предложиме законски измени за следната година со многу поголеми казни за сите оние ланци на супермаркети кои што го изигруваат законот за нефер трговски пракси. За некои од ланците веќе имаме докази и мислам дека така ако продолжат ќе морат клуч да стават на врата. Утре статистиката треба да ја објави годишната инфлација. Мицкоски очекува повторно да биде околу 4%, иако првичните планови на владата беа да изнесуваат 2,8%. Наместо намалување и стабилизација, растот на цените не запира. За разлика од кај нас, бројките на Организацијата за храна при Обединетите нации, ФАО, за ноември покажуваат дека трет месец поред храната поевтинува. За 2 дена треба да ги објават и декемвриските бројки, но очекувањата се дека падот ќе продолжи. Пониски цени се регистрирани кај млечните производи, месото, шеќерот и растителните масла. Поскапеле само житарките. Најновите прогнози на ММФ пак покажуваат дека трошоците за живот ќе продолжат да се намалуваат и од 4,2 инфлацијата ќе се спушти на 3,7%. Во земјите во развој таа ќе изнесува 4,7%, додека кај нас се прогнозира да биде 3%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.